рамниот данок, ослободувањето на плаќање данок при реинвестирање на добивката се една од најповолните реформи за домашните компании. Ова го кажува Саво Станковиќ, собственик на домашната компанија Хајтек, која што е една од првите компании домашни која што инвестира во капацитет во слободната зона Бунарџик. Тој вели дека реформите кои што се спроведени во последните 10 години во економијата во Македонија придонеле посебно неговиот бизнис побрзо да расте. Бројот на вработени за 10 години е веќе за 3 пати зголемен. Тој вели дека исто така е многу скратена процедурата за добивање на градежни дозволи, при што реализацијата на неговата нова инвестиција тука во Бунарџик многу побрзо се не реализира. Процедурите за добивање на градежна дозвола во Бунарџик посебно и сега да речеме во Македонија се особено кратки. Тоа е многу важна работа. Друго, имате една зацртана политика, да речеме даночна, која што јасно кажува кои се правилата за работење. Рамниот данок во Македонија е од особена важност за сите стопанственици и дури и филозофијата на воведување на ДДВ во Македонија уште на времето кога се воведе ДДВ, иако многу се жалеа дека тоа ќе ни направи вака или онака, тоа ни донесе стабилна држава. Ние денеска бевме и, односно веќе сме тука во слободната зона во Бунарџик, каде што заедно со сопственикот направивме увид на градежните активности за изградба на новиот погон на Хајтек. Инвестицијата е 20 милиони евра и е предвидено да бидат инвестирани, да бидат вработени повеќе од 300 луѓе во новиот производствен погон. Градежните активности се според предвидената динамика. Ова камен темелникот беше поставен ова пролет пред неколку месеци, а сега веќе може да се види дека голем дел од фабриката веќе е изградена. Сопственикот вели дека до крајот на годинава треба да биде завршен производствениот погон, за потоа да почне да се инсталира опремата. Очекувањата се дека во март следната година ќе почнат и официјално со производство. Да видиме дел од изјавата, односно до каде е производството и кога кои се плановите на Саво Станковиќ, односно на Хајтек во зоната тука во Бунарџик. Ја мислам дека се одвива сега, да речеме, по план. До нова година треба да бидеме под кров. Другото ќе биде после нова година инсталирање на опремата, инсталации внатрешни и така натаму. Ние сме овдека на земја од 18.000 нешто метри квадратни, као земја. Фабриката ќе биде 7.570 метри квадратни, се вкупно изграден простор. Процедурите за вадење на градежни дозволи се една од највисоко рангираните реформи, односно критериуми по кои што не оценува Светска банка во извештајот Doing Business за плаќање даноци. Македонија на високо 9-то место во светот, додека за издавање на градежни дозволи на високо 11-то место. Исто така сме високо рангирани и на 27-то место за процедурите за прекогранично тргување. Светска банка во извештајот кој што го објави неделава, Македонија е 10-та во светот според условите за водење бизнис и 5-та во Европа според условите за водење бизнис, што и домашните компании, не само странските, кои што се повеќе одлучуваат да инвестираат во Македонија, кажуваат, односно се гледа од нивната работа во Македонија колку во последните 10 години се напреднати условите за водење бизнис.